И јако би било, јако не би бил председател, и ја би се селил од Македонија, од мојата земја. Да продолжиме искрено, честно и одговорно. Како до сега. Како до сега? Како и до сега. Ме заболе пичкава, што пак не сум бричен, може некој пак ќе замери, и за тоа ме заболе пичкава. Работава е што Харис се разведува со жена му. Искрено сочувство, без сарказам. Човекот доцна сватил дека на погрешен конј, на погрешна кобила се кладел. Вика 100.000 евра, вика, ако не милиони, вика, потрошив на неа. И замисли што му е станало усеќавање на сите пари што ги потрошил на неа. А открил дека го вара, нели, примала голови кој од бразилска репрезентација, само било, мислам, откако го искористила максимално овој, почнала да шарам-барам да прави на страна. Него муабетот ми беше од сите пари што ги потрошил на неа, најако му останало усеќавање, вика, као се смувам со неа и купувам ташна од 5.000 евра, седнујаме, вика, на пијачка, вика, кафе нарачавме, вика, не извади, вика, ни кафето, вика, да го плати, да почасти, вика, за ташна. Харисе. Значи, без цинизам, без ништо. Та горе, поетот, кој што сите знаеме, го знаеме ние од деца по написна, на каква и да си дојди, не се колеба и при облекувањето. Па сега, никој не се колеба при облекувањето, а особено не као ова на Харис и таквите кои што не се колебаат при соблекување, ни при соблекувањето, само ако има доволно кеш, прилив од страна. Го спомнав тагоре не заради оваа песна, туку заради тоа што он има напишано на едно место, вика, ќе дојде време на човекојаци. А јас би додал, тоа време на човекојаци дојде, и тоа не е само време на човекојаци, туку и на уберкурви, да ми простите на изразов, без да ги омаловажувам, нели, жените, се знае точно таргетирав група, не оние кои што го прават тоа како професија, дури имав книга напишано за една таква особа, моја добра пријателка, на времето, веќе она со години не е тука, туку за овие кои што ги кријат својот табиет, својот карактер, како змија нозете што ги крие. Затоа и не барајте од мене да се бричам, или да не се бричам, или да снимам нашминкан, дотеран. Јас сум у бразилски дрес, зашто бразилци веќе имаат многу голови, даваат на овие спонзорушиве, да ги кажам нагалено. Не, старлети се сега. Не се тоа, куре, старлети се. Друго ми беше муабетот, значи, не барајте од мене да се бричам или да не се бричам, затоа што сепак ја, моje видеоролниве што ги правам, не ги правам да ви ги покажам моите нови силикони или ботоксите што ги имам стајано. Не, као што гледате, стареам без естетски помагала и козметики. На крајот на краиштата, трагедијата на Харис е тоа што не сватил една битна работа. Ај што е дојдено време на човекојаци и на курви, овие што се, нели, скриени што се прават домаќинки, мамици и така натаму. Тако не сватил една многу друга битна работа што секој маж треба да ја свати, нели. За да не се занесува, за да не доаѓа у такви очени ситуации како Харис, кој што пак ќе кажам искрено сочувствувам, затоа што
човекот веројатно му е многу тешко ти да помислиш дека некој искрено те сака и толку да безрезервно да даваш и на крај да откриеш дека таратајка се правила на страна, овој ќе плати патуење негде, онако бојаги со другарките, а тамо више чека некој батка тамо. Со хидрант од 30 сантима. Нема везе, не е битно тоа. Него сакав да кажам, конкретно и кај нас има такви што мисля дека си ги праќаат жените со другарките на одмор, Грција, Мрција, апартманчето тамо, значи киде со другарките жена ми, а тамо чека Никос у близина, Панајотис, Курос. Што треба да сватите на најбитна работа, дечки? Можете да имате милион, да возите Порше, да знаете. Како стариете, така стануете се поневидливи. Харис има 70 кусур години, не знам колку. Епте не стигнат до невидливост. Единствено што го направило видлив овие години биле парите. Што ги заработил честно со пеење, со ова, со не, со талентот. Но по друга страна он честно ги заработил парите, ама по друга страна не го знаел ова дека како стариеш станеш невидлив и дозволил да му се закачи курава. Тоа е неговата трагедија, што тоа не го свати. Значи единствено на 70 години, на 50, на 60, што ја прави видлив во женскиот свет, тоа се парите. И помирете се со тоа. Дека таа со вас, што е, дека може утре да ви каже златичко срцуленценце, дај ми пари со другарките, сакаме да идеме до Скијатос, до Миконос. И тогаш расчистете си Расчистете си, дајте па, ама помирете се со судбината, тоа е. Значи, не можеш ти на 70 години да очекуваш дека некоја таква што ја обдарила природата со се, освен со морал и мозок, тоест мозок имаат, затоа така ги користат, дека е тука заради тоа што си многу леп, многу згоден. На 70 години, бро. Која е што е моја генерација 50 години? Секој ден умираат вака. Значи тебе не те чека славата тука за ќошот до прва, лудостите, авантурите од младост. Може само двајца со лопати да те чекаат. Получи ако налеташ на нив, ако те збркаат, ти се еба мамата. Приказнава ја кажав не за тоа да му солам памет на Харис, пошто он веројатно сватил нешто што го знаел, но кога му се случило на негова кожа, тоа дополнително го побеснело, му ги отворило ептен очите. Сакав да кажам и нешто друго. Значи, кога добивате пари од некого, многу пари. Добро, сега ова на Харис, покрај коли тамо моли ова, она, ташниот 5000 евра, сепак не му платила ни кафе. Никогаш за новчаник не се фатила. Има тука такви, цури си ги знаете вие многу добро. Пошто кај нас нели важи она правило да мужот секојаш мора да плати, окей. Немам ја ништо против, ако има пари, нека плати секојаш. Има и тоа нешто джентлменски, не викам не. Да се работи до односот. Него друго сакав да кажам. А тоа треба да го научите од курвите. Зборам сега за овие што се
што се фала дека направиле многу државнички чекори за еднината на Македонија, за нашите деца, за идните генерации, дека донеле тешки одлуки, кој оној што збори Евнухон обезмуден. Значи, кога добивате многу пари од вашите sugar daddies или спонзорчиња од ЕУ, оние на калето, не знам кој, од тука странски тајни служби од соседниве држави, за да си го предавате народот, државата. И кога ги добивате тие пари, со кои што не купувате ташни од 5000 евра, затоа што тоа се пичкин дим за вас, на жена да им купите ташна, да ја купите од 2-3000 евра, Луи Витон од 4000 евра, не е битно. Вие со тие пари, памет звони некој. Вие со тие пари купувате многу појаки работи. Ми се прекина малцева, нема везе, продолжуваме. Значи, вие со тие пари, за тоа ќе вратам, купувате плацеви, куќи, вили, фабрики за марихуана, за не знам што, за вамо, за тамо. Значи, многу поголеми ствари купувате. Али замисли, колку бевте глупи, колку сте глупи за разлика од куравите. Вие, наместо ни кафе, да не ги частите тие што ви даваа пари од ЕУ, од МЕУ, за да си ја предадете државата, вие им продадовте, им дадовте и име, и идентитет, и Асномска Македонија им продадовте, и Античка Македонија им продадовте. Све живо им продадовте. А башка тоа не е ни ваше. Значи тоа не е ваше. Замислете сега. Една курава, пак не зборам за овие што им е тоа професија, за нив имам многу поголема почит него за овие другиве што се прават чедни светици, девици и така натаму, мајки и овона, а го прават тоа што го прават и овие вамо, што им е тоа професија. Значи, немате мозок николку една таква курава, спонзоруша, инфлуенсерка, старлета, како сакате наречете. Значи, она од незиниот дечко или маж ќе добие ташно од 5000 евра и ни кафе не го части. Ќе купи кола од 30.000 евра, ни ручек не го части. А вие купивте многу поскапи работи, станавте милионери заради вашето предавство, што го направивте, и им дадовте на овие најскапите работи, најбесценитите работи, што немаат материјална вредност, туку што се историско, културно, политичко наследство, идеал на стотици генерации македонци, им ги дадовте на тацно. И гледам, сите вчера нешто се кренавте джева, некој пејач наш познат, како се појавил на кампања на тие предавниците квислиншки, на тие СДС, како си ја продал душата, ова, она, па како друга оваа пејачка наша исто што игра и по една серија, доста гледана, како и таа на кампањата била на СДС, но значи не заборавете во тагора. Ова е време на човекојаци и на оно што ја го додадов. И немојте да се чудите. Затоа што денес се си има своја цена. И велат оние американците се цареви на прагматизмот, велат ако некого не можеш да го купиш со малце пари, ќе го купиш со многу пари. Но, сакам да верувам, дека има и луѓе со интегритет, со принципи.
Уметниците никогаш не треба да држат страна. Никогаш. За уметникот никогаш не треба да биде или ова, или ова. Туку може и ова, значи светот го гледа у една сократовска смисла. Дека светот не е црно-бел, туку е составен од 50 нијанси на сиво. Ај пак малце филозофија. Но во време, ај се Достоевски ке го спомнам, извинете вака малце ви паметуjem, да видите овие книги ве позади што ги гледате, тоа е читано, сега више ништо не читам, 3 години книга не сум пипнал, нити сум напишал книга, 8 книги имам напишано, и да ви кажам, немам намера више да пишам, го гледам, никој ништо не читава. И нема да пишам. Значи, во такво време живееме на човекојаци, нема смисла веќе ни пишување, ни уметност, ништо нема смисла. Може би има смисла баш во такво време да бидеш духовен но ретко кој има таа сила и мотивација да продолжи по тој пат. Ја некако сега не можам да ја најдам, извинете. Што сакав да кажам? Значи, во едно такво време на човекојаци, во едно време кога Достоевски исто го предвиде во своите книги, која рече оној момент кога Господ ќе биде избркан од земјата, од планетава, протеран. Или Ниче што рече кога дека Господ е мртов. Оној момент кога ќе губиеш Господ или кога ќе протераш, на човек му е све дозволено. Кога ќе кажам Господ, јас сум атеист, да не сватите погрешно, ја мислам на кога ќе опротераш моралот, духовноста, знаењето, солидарноста, милосрдието, ако сакате како најголема вредност на православието на Новиот Завет. Милосрдието. Еден човек, Исус Христос, кој станува подоцна, се жртвува во име на целото човештво. Тоа е најголемата жртва. Крстот на кој што е распнат, нели, она овако, е символ на најголемото страдање. Затоа христијанството е притежно кажано љубов, милосрдие, страдање. Така да го опишам утре, гледате и Библија, читам, но не е дека ако сум ја атеист. Сум си читал ја, глуперда, тешка пичка ми лепа материја. Кога не успев да направам пари ко Харис, сега ќе си имав такви ко него старлети. Ама ме оставила, отишла на скијање со другарки у Боровец или на море у Грција, ме боли пичкава, да ви кажам. Битно, пак ќе се врати. Пак ќе се клецкам. Кај ми беше мислата, многу ме мачат мисли. Кога ќе го истерате Бог во онаа смисла, на човек си му е дозволено. Затоа во едно такво време многу уметници, не само уметници, секој гледа да се спаси како знае. Ја уметниците не ги оправдувам. Ја она што порано сум имал блиски ставови со СДС, кога Груевски бил на власт за многу работи кои што биле негативни, тоа мене не ме правеше дека сум член на СДС. Ниту сум бил член на СДС, како што тогаш ме правеа кујните нели ВМРО-вски. Како што сега моите ставови се многу блиски до ВМРО ДПМН за клучни работи, но тоа мене не ме прави ВМРО-вец, сум ви кажал. Греото е, жално е и срамно е ја да се топорам дека сум ВМРО-вец или да земам книшка од ВМРО, а тамо некој 30 години од 90 година ногти толка и пуштал за партијата, за идејата, за идеологијата, без разлика, не знам, за што се од лепење плакати почнува. Тоа е само момент кај што се поклопуваат опозицијските контраестаблишмент ставовите на еден уметник со нормално со опозицијската партија која што сака да дојде на власт. Опозицијата секогаш
размислува логично, разумно, нормално, ги гледа со ладна глава работите, ги сваќа, го чувства пулсот на народот каков е. Тоа е логично, опозиција е. Работата е како да остане барем приближно таква и кога ќе дојде на власт, да не се загуби. Иначе е логично опозицијата да биде секогаш поблиску до ставовите кон било кој дисидент, наречете го уметник или неуметник. Но, трагедијата на овие, кои што се джавкаше вчера против нив, пеачиве и ова, е што им прават услужна дејност на квислиншка власт, која што ги има и дарувано, и со звања, награди соодветни за животно дело, за ова, за она. Не го заборавајте тие работи, тоа мора да се врати. Замислете, кога ќе ве прогласат за државен уметник со државна награда, со она, се менјаат ова ставоиве. Не си више Убер Македонише. Но пак ќе ви кажам, од друга страна, колку и да ми е тешко, имам време на човекојаци, на курви, веќе ништо не ме изненадува. И најтрагично е што можеш да најдеш оправдување за сите оваква време, затоа што Господ го нема истеране, протеран. Погледнете си ги децата што ги воспитувате, милосрдие нула, солидарност нула, булинзи, мулинзи по училиштата, професорите, наставниците врзани раце, не може ништо да направи. А тоа е све од дома. Воспитување. Од дома. Не може да си играш со нас, татко ти не ти купил точак од 2000 евра. Или ролерки или. Тоа сте. Така ги воспитувате вашите деца. Да станат утре како старлета на Нахарис. Јебо вас, Харис. Харис си. Ма немаш проблема. Веруј. А пусти кура, јебо мате.